Ивана Петреска и Сезар Саде се охридски средношколци кои велат дека нивната генерација многу малку е медиумски писмена. Обајцата велат дека во мноштвото информации кои им се достапни имаат проблем да ја утврдат нивната точност. Ивана и Сезар се дел од проектот насловен Гледај, читай, слушај и мисли со своја глава. Едукација за медиумска писменост, кој има за цел да ја крене свеста кај заедницата како да се препознаваат лажните вести во медиумите и на социјалните мрежи. Проектот го видов на социјалните мрежи и се заинтересирав за тоа да научиме нешто повеќе за лажните вести, за медиумската писменост, за да знаеме повеќе, за можеме да ги препознаеме кои се лажни, а кои се вистински вести. И се надевам дека ќе научиме нешто повеќе од овој проект. Многу често сме сведоци на разни лаги, манипулации по интернет. И сакам да се запознавам со оваа област, за да умееме да запознаеме што е лага, што е вистина кога читаме вести. Проектот ќе го спроведуваат Сдруженијето на мултикултурна интеграција и инклузија од Охрид заедно со регионалната ТВМ телевизија. Алармантни се податоците за тоа колку луѓето не ги проверуваат информациите и здраво за готово веруваат во она што ќе го прочитаат на интернет. Во последниот период многу информации кои ни се пласираат на социјалните мрежи, особено од електронските медиуми, се лажни вести, вели Вахид Мемет, председател на Сдруженијето Инклузија и координатор на проектот. Најпрвин целта ни е да се крене свеста, односно да се едуцираат првин младите, понатаму и граѓаните на југозападен регион, што се тоа лажни вести, што е тоа медиумска писменост, како да ги детектираме тие лажни вести, бидејќи кога ќе знаеме да препознаеме лажни вести, тоа ќе биде многу полесно да знаеме што е она што треба да го прифатиме како информација, како вест, а што е она што треба да го отфрлиме. Јавноста е бомбардирана од лажни вести. Професионалците црвенеат од она што се случува во медиумската сфера, се лиферуваат вести од сомнителни извори, се превртуваат факти, се занемеруваат и дискредитираат личности и институции под плаштот на ексклузивноста и сензационалноста, се шири говор на омраза на социјалните мрежи, набројува и Горан Момировски, председател на регионалната канцеларија на Сдруженијето на новинари на Македонија. Медиумската заедница, но и заедницата воопшто денес во Македонија се исправени пред сериозен предизвик. Да го заштитат својот интегритет и професија и да изнедат начин како да се справат со лажните вести. Тој процес е двосмерен. Без граѓаните кои се корисници на информации кои ги произведуваме, тоа е невозможно. Како да го направиме тоа? Секако со почитување на професионалните и етичките стандарди, институционална борба и функционален систем на заштита. Во борбата против лажните вести со проектот за медиумска писменост ќе бидат вклучени средношколци, граѓани и новинари. Ќе се спроведува во текот на 5 месеци во Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани. Проектот се промовира во деновите на медиумската писменост во Македонија.